Во петокот, јавното обвинителство за гонење организиран криминал објави дека замрзнало 11 милиони евра на сметка во Монако. Парите префрлени во кнежеството потекнуваат од продажба на фирма која има ексклузивна лиценца за јавна услуга за цела Источна Македонија до 2034 година, да врши диализа за бубрежно болни, а за што за возврат добива пари по услуга од Фондот за здравство. Ова ретко замрзнување на толкава сума пари доаѓа само неколку недели по продажбата на македонската фирма концесионер Метрополитен на шведски Диаверум. А во тие недели се случи и бегството на Никола Груевски, но и притворањето на Сашо Мјалков. Меѓу другото, затоа што имал 11 милиони евра на две сметки кои формално не биле негови, но според сознанијата ги контролирал. Извори од истрагата се децидни дека замрзнувањето на 11 милиони евра во Монако нема никаква врска со основите во барањето за притвор на Сашо Мјалков. Но тоа не значи дека обвинителството исклучува можноста дека високи функционери од претходната власт имаат врска со замрзнатите пари. Причините може да се најдат на повеќе места. Според податоците од Централниот регистар, компанијата Диамет, која нуди диализата во име на државата, е во собственост на компанијата Метрополитен. До најодамнешната продажба, газди на Метрополитен биле лицето Вера Иванова и фирма без познат собственик од Дубај, Smart Holding Limited. Вера Иванова се јавува како управител во повеќе друштва, меѓу кои Диамет РС, каде собственик е 21 годишниот Филип Иванов. Филип Иванов пак е газда во уште една фирма, Метро Медикал, каде бизнис партнер му е Ристо Новачевски, кум на екс-премиерот Никола Груевски од неговиот прв брак. Со исклучок на фирмата од Шведска и од Дубај, сите останати компании во мрежата имаат седиште на иста адреса, Јадранска магистрала број 100 во Скопско Визбегово. Вера Иванова викендов јавно се изјасни дека ниту едно друго лице освен мене во ниту еден момент немал никаков удел во собственоста ниту во основањето на Диамет Македонија. Денеска не успеавме да добиеме потврда дали тоа значи дека и компанијата во Дубај е собственост на Иванова, но и каква е соработката со фирмите на истата адреса, меѓу кои таа на кумот на Груевски. Сите овие релации и сомнежи кои сега допреа до обвинителството, во повеќе текстови ги отвори новинарката Ирена Мулачка од неделникот Фокус. Таа пишува уште од моментот на избор, кога Орха Холдинг на Орце Камчев добива лиценца за западот на Македонија, а фирмата на Вера Иванова за истокот од земјата. Западот го доби диализните центри таму во повеќето градови, Систина на Орце Камчев, истокот го доби фирмата Метрополитен, во тој период беше Метрополитен, чиј собственик тогаш беше Вера Иванова. Значи тоа остана вака, Орце Камчев познат во јавноста, што е познат бизнисмен и сеи во тој период близок до власта на Груевски. Меѓутоа беше прашањето која е другата фирма, пошто со оглед на тоа што кај нас како што функционираат работите, значи секогаш фирмите, барем тие што се блиски до власта, ги добиваат тендери и од тука беше мојата почетна точка да видам која е баш фирмата што го доби другата концесијата Диамет. Мулачка вели дека во повеќе наврати добивала информации дека зад Метрополитен стои кумот на Груевски, но единствената релација со која можела да го поврзе се случува подоцна. Со тек на време, кога веќе почна да се развива бомбите, кога почна, тогаш неговото име почна да се поврзува со фирми во странство, во кои се фирми он бил преку Груевски за плацевите на водно и сите тие ред работи. Тогаш, пошто никогаш нема да можеме да го најдеме неговото име во Централен регистар, значи единствена тогаш поврзаност што јас ја открив е новата фирма, ми кажаа дека ќе отвара нова фирма, сам дека Метро Медикал беше фирмата, заедно со синот на Вера Иванов. Од тука, значи јас после толку време и ден денес, мислам никој не може да ме убеди дека Ристо Новачевски не седи во позадина на таа фирма и дека кумот на Груевски не ја добија концесијата благодарение на него. 360 степени се обрати до заедничката фирма на Новачевски и Иванов. До објавувањето не добивме повратен одговор дали освен заедничка адреса и тесни роднински врски, постои деловна соработка со фирмите каде собственик е Вера Иванова. Подолго време тоа го правела и Мулачка, на која не е до крај јасно зошто баш сега случајот доби внимание од институциите.
А зашто баш во овој период после година и пол, не верувам дека они година и пол било што истражувале, па сега обвинителство му текне во моментот. Мислам дека исто дека е поврзано со последните случувања и со бегството, а убаво знаеме и во Монако дека е синот на Сашо Мијалков, студира таму, така да. А со студии во Монако не е поврзуван само синот на Мијалков. Пред точно една година ВМРО ДПМН демантираше текст во Слободен печат, кој пак се повика на новинарот Бован Нонковиќ, дека Никола Груевски е на докторски студии во Монте Карло, една од 4 области во Монако. Во демантот сепак напишаа дека Никола Груевски пред повеќе години имал понуда за стипендија за докторски студии на Меѓународниот универзитет Монако, која првично ја прифатил, но веднаш потоа се откажал заради проценка дека нема да може истовремено да ја извршува државната функција и да има чести патувања и отсуство од земјата и работата, а поврзани со докторатот. Партиското соопштение сепак не понуди детали со што Груевски ја заслужил честа да биде поканет да стане докторант на Универзитетот во Монако. Поважни ќе бидат наодите на обвинителството за позадината на префрлањето на парите во Монако, на чија сметка или сметки легнале парите, а и како се случи светски реномирани компании да бидат исфрлени од игра за центрите за дијализа за сметка на избраните фирми.